Сашко и со Мак Петрол. Лоу, 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 лоу. Со Сашко и со Мак Петрол. Здраво на сите што не гледаат и на оние што не знаат дека ќе се насмеат. Добре дојдовте во LOL со Мак Петрол. Ова е последната епизода од сезоната LOL Mix, каде што децата повторно ни изненадија со својата искреност, логика и фантазија. Ке слушнеме различни разговори, неочекувани ситуации и ситуации кои уште еднаш потврдуваат дека кога децата зборуваат, никогаш не знаеш каде ќе заврши приказната. Останете со нас до крајот, затоа што денес се што ќе остане е чиста LOL енергија. Одиме. По дома како сте? Истото. Што истото? Па татко ми истото го прави, а баш џабе го кажувам на вестник, а пак го прави истото. А ти и на вести ли го кажа? Да, последниот пат. И ништо не смени татко? Не. Јас стварно не можам да разберам кој више треба да разговара со него. Ма да викам да ги навикне цигарите. Вика дека не му се убави, ама ги прави. Што збориш ми? И сега он сака да ги навикне? Не знам. Значи он толку пуши, а уште не ги навикнал. Не. Замисли па кога ги навикне. А? Че се замисли за тоа. Малце нек си подзамисли. Така. Чекай, ти разговараше ли со него на оваа тема? Се разговарав, му реков и пред да отидам тука, му реков да престане. И пак кога му реков отиде. А мајка ти разговараше ли со него на оваа тема? Не разговараше, само се смееше. Да, па она нели му кажа, може па незе не и смета бе. Па понекогаш и смета и ми вика да ја затворам терасата. Зошто? Дека он на тераса почитат. Затворете го на тераса и нек си седи таму. Така Јас тоа го правам. Да? И му викам у петокот, му реков вчера. Што му викаш? Не, у која беше? Вчера? Пред, кога дознав дека пак му реков да се навикне на цигарите пред да го кажам, а сакав да му се пофалам, сакав да ти кажам дека не пушам. А ти сакаше мене да ми се пофалиш? Да. Ама ништо. Не знам кај да го пратиме више, кој да разговара со него? Треба да го однесеме кај докторот. На доктор да го прегледа. Ма на каков доктор да го однесеме сега? Негде кај што ќе го навикне. Да го навикне поише да пуши, така? Не, Ти вајда мислиш да го одвикне? да. Више да не пуши. Па тоа се вика Никогаш. тоа се вика да го одвикне. Добро бе, малце го утна што. Значи он колку време он се навикнувал, сигурно со години. Така? Од кога се родив, помина уште 20 дена додека има 2 години, не знам, 3. И до тој ден, до денес, пуши. Чекай, малце, од кога се роди, додека да напуниш 3, поминаа 20 дена? Не, додека го направив. Додека да напуниш 3. Кога направив 2 години. После, пред да направам 3 години, целото до сега пуши. Не знам како не му се гади. Не знам бе, мене ми се гади, јас никогаш не сум пушил. Катастрофа. Уживаш ли? Бодан, уживаш? Уживам. Како уживаш? Објасни ми кога уживаш. Убаво уживам. Убаво си уживаш. Многу ми е драго. Ти кажи ми, дали си ти млад господин? Да, Господин човек ли си? господин човек. Тоа ми е многу драго дека си господин. Колку години имаш? Покажи на камерата му колку години е тоа со прстите. Колку е тоа? Како е? Колку е тоа? Колку? 3 годинки. 3. Едно прсте вишок ти. Овака. Вако е. Добро бе, ти покажувај си ги 4, прави се Мајка ти кај е? Мајка ти? Мислиш мајка ти? Да. Тука е, чека надвор.
А слушај, ајде да видиме колку се познавате, пошто вика дека близначките многу биле поврзани. Која е налика омилена боја? Црвена. Во право е? Да. Ајде ти неизина, која е омилена боја? Виолетова. Браво. Ајде сега, омилено јадење, која е налика? Ајде. Не се се. Нутелс. Нутелс. Кој? Нутелс. Нутелс. Да. Што е тоа? Нутелс. А, нудлс, е па нутелс. А не иде Дубај чоколад. Дубајчок, Да. така? А на Ника? Не знам за Ника. Сладолет. Сладен. Сладолет не е. А ти каква е ова кутре, ова вистинско кутре? А? Не. Еј, не е вистинско. Дај да видам. Дај да видам. Ау! Мислев ке ме касне. А и види едно овце такво едно доле. Или? А, сега ме ги исправив. Како ти се вика кутренцел? Може да му ставам јас име? Може јас да го крстам име да му дадам? Вичо да го викаме, може ли? Или Миќо? Миќо е боле. Може Миќо? Бетовен. Бетовен се вика. А Бетовен се вика, бе. Чекај, бе, ова е исто кутре како од еден филм. Ти си го гледала филмот со Бетовен? Да. А ти за тоа си зема вакво кутре. А вистинско кутре сакаш да имаш? Да. Какво? Исто вакво? Да. Леле, па кој ќе го шета? Ти ќе го шеташ малце? Да. А ти ти кажам нешто. Ајде. А ти кажам, што павам дома? Кажи ми, ајде. Павам палачинки. Ајде, бе, ти правиш палачинки. Да. Како се прават палачинки? Упаво. Со ево крем и со пикишка. Добро. Ама како ги приготвуваш? Кој ги прави? Мајка ти и ја. И како ги правиш? Што става? Реко, Добро. леше, Добро. па после пика и месец. И меси. Аха. И вака и ево крем после нутела, па после кај ставиме се пеше, кога ти се ова ти јадеме. А, кој ги врти вака со тавчето? Да, Ги вртите? да, Кој ги врти? и ја. Ајде, бе. Успешно? Да упеш. Не ги лепиш на плафонот како на Пепа прасе, татко? А ти лепам. Ги лепиш на плафон малце, а? Да. Па добро, мора. Уште си неискусен, ќе научиш. Друго што сакаш друго да јадеш? Сакам да јадам макарончиња. Еј, макарончиња, со што ги јадеш ти вити макарончиња? Со сиренце. Браво. Кој ги готви? Кој готви? Многу се преубави. Многу се убави. Ќе ме викнеш заедно да јадеме макарони? На гости да дојдам, може? Да. Макарони. После ќе ми правиш палачинки? Да ти ги правам палачинки. А чекай, ти знаеш велосипед да возиш? Да. Кога научи? Пред као 2-4 дона Пред 2-4 дена? да научи. Кој те научи? Мама и тато. А, и како тоа се одбиваше? Како се учи точак? Го земаш точакот, И ги пумпаш гумите. Така? да. А со издишани гуми може да го возиш? Не. Аха. Ланецот каков треба да е? Да не ти дише ланецот исто треба. Не ми дише ланец. Браво, е. И како глед, ти кога почна да учиш точак се утепали се неколку пута. Да. Еј, Мислите па јако све изгрепано. да виду? Познава ли си? Ама не може од копче, не може да ми покажеш. Не можеш сак. Утепа се многу се утепа, а? Ама не се ти даваш, што викаш, не има да научи, па што сака нека. И? После? С колку брзина ти е точак? Не ми е толку брз, па брз ми е. Не ти е толку брз, ама па брз, така ли? Да. Зависи колку ќе му даеш газ, така ли? Да. Нај ти брзо ли возиш? Да. А куде научи да возиш? Па дома. У дома, у собор. Па не у собу, надвор. А, па тој те прашува куде надвор, у школски двор или на улицу? Па надвор у мој двор.
Значи, много. У твој двор, тој сакаше да те праша. А ти од кај си? Јас сум од Охрид. Абе, ти од Охрид си бил, бе. Колку е убаво таму во Охрид, бе. Убаво. Преку лето се бањате во езерце, капите? Да, Да, знаеш да пливаш? да. Ама сум мускули. Со мускули? Да. Како мои мускули, вакви, како моите големи мускули. Не бе, само со онакви. Со какви? Такви се. Не знам какви се тие. Тие За вакви наплаша. надувам? Да. Така ми прави тато. Он ти ги надува мускулите. Да. Браво. Од кај си ти? Од Прилеп. Од Прилеп, бе. Да. Прилеп. Како е таму Прилеп? Па. Многу џубре. Џубре, а? Да. Бе, тоа џубре, бе. Кој го фрла, бе, тоа џубре? Па, луѓето. Ама како бе да им објасниме? Еве ти, на тука кажи му дека пред камера. Како да им објасниме да не фрлаат џубре? Се удавивме од пластика, кеси, харти, џубре. Да. Па не знам да има милион чистачи во еден град да има, немаш да изчисти. Да. Така? Да. Што да направиме? Ти да си председател, што би направил тоа џубре да го изчистиме? Па, ако фрлаат овие сите луѓе, би ги казнал. Како? Па, казни ќе му пишам. Парични казни? Да. Еве јас не би ги казнал парично. Ја би му дал метлата и 10 сати работно време да си иде недела дена да си чисти. И ќе му дам таа улица, оваа недела ти ќе одржуваш. Може така да направи? Да. Тоа е подобра казна. Зашто вака ти ќе го казниш и он ќе каже што ми е гајле, имам пари, пак ќе платам казна, за инат ќе фрлам џубре. А вака мора да чисти. Да. Ако не му е чиста улицата што ќе му ја дадеме, ќе му дадеме нова казна. Месец дена, поголема улица Да. и попрљава. Да. Добро, а друго негде кај е на друго место прљава? На плоштадот? Па не знам други места. Не знаеш? Да. Па ти не ли шеташ по Прилеп малце? Па не. Со точако? Да. Не ли шеташ? Како Па го в Типски. В Типски? Да. Што е тоа Типски? Во Типски. Типски е населба? Да. Зошто се вика така? Не знам. Имам. Некои убави типски згради има таму изгледа, а? Па згради нема. Нема многу. Аха. Во друга населба има многу згради. Може па типски куќи има таму. Да, кујчи има. Ти таму живееш? Да. Кока е крајот на земјата? Не крајот бе, рајот. Не крајот на земјата, рајот на земјата. Ајде. Ова е рајот. Ајде. Кока е крајот на земјата? Песомнеси имам, песи се сакам. Кока е крајот на земјата? Песомнеси имам, песи се сакам. Кока е крајот на земјата? Песомнеси имам, песи се сакам. Кока е крајот на земјата? Песомнеси имам, песи се сакам. Браво. Ти благодарам што не врати уште една песна да ни кажеш. Фала ти многу. Ќе дојдеш пак? Нова песничка која ќе научиш, само дојди да ми ја отпееш. Важи? А сега кажи ми, кога ќе отидеш таму нормално, што би сакал да јадеш секој ден? Или вака кога не си на училиште? Зашто не сме на училиште, распуст се е дозволено, така? Јас знам вие децата што сакате, макарони. Сакам тоа, ама сакам и компир манџа. Компир манџа? Па дали слуша тоа? Па браво бе, компир манџа го работа. Со месо? Па кој ти е поомилен дел, месото или компирот? Компирот. И што збориш? И месото. Така, ма прво компир број 1. Да. Планетите се нашиот Ајде, кажи, сончев планети. систем, Меркур, планета Земја. Ми текна. Ајде, не, планетите не ми ги докажа, ајде. Уран, Нептун, Уран,
Сатурн, Јупитер и која? Венера. Е така, добро. И денеска е денот на планетата Земја наша. Да ја чистиме водата и да правиме од нашата планетата Земја. Што да направиме, да изчистиме водата? Да, И да ја чуваме планетата. да ја чуваме Како да ја чуваме? Од што? од корења од дрвја и вода. Да ја чуваме од корења и дрвја и вода, така. Да, Друго? друго. Па добро, ти се ми кажа. Браво, супер сме. Браво бе, се ми кажа. Не можеше да дочекаш да почнеме и се ми кажа. Сентика. Браво, браво. А ти кажам нешто. Имам песна тапшин-тапшин тана. Ајде да ја чуем тапшин тана. Ајде. Tu se fashion, tu se fashion. Браво. Да, Јас сум воодушевен. да, Добре, може ќе си одиме сега? но ще малко. И тоа беше последната епизода од оваа сезона на LOL со Мак Петров. Денеска ги слушнавме последните моменти од нашето снимање и уште еднаш се подсетивме колку детските разговори знаат да бидат искрени, смешни и непредвидни. Драги деца, јас и целата екипа на LOL со Мак Петров ви посакуваме убав летен одмор, да уживате, да играте, да се забавувате и да најдете време и за понекоја добра книга. А ние се гледаме повторно наредната учебна година со нови деца, нови разговори и уште повеќе LOL моменти. Чао!